Добро, интензивно работам јас на тоа поле, изминатите денови, бројни состаноци, бројни координации, така да во следните 2 недели целокупниот процес ќе биде завршен. Јас жалам што власта не се одважи да даде подршка на барањето на семејствата на загинатите и повредените деца. Навистина сметам дека сакаат да изрелативизираат се. Рековме уште на почетокот, ќе ги поддржиме било кои иницијативи за дискусија на било која тема во собранието и така ќе постапиме. Ќе учествуваме на било која седница, на било која комисија која што се изгласа во собранието. Ние гласавме таа иницијатива, која што со трик дојде, како што многу често се случува во собранието, на прво место за гласање на дневниот ред. Нашата ја вратија со забелешка, намерно, иако немаше простор за тоа, за да дојде втора. Еве ја поддржавме нивната иницијатива. Зошто сакаат се да изрелативизираат? Зошто не направија анкетни комисии за се што сакаат до сега? Може да го направат тоа. Зошто не понесоа иницијативи за анкетна комисија за секој еден настан за кој што сака да дискутираме посебно? Имавме морална обврска према родителите, се уште имаме. Но еве, да резимирам, не помина, жалам што не помина. Навистина, не покажа никакво чувство на одговорност, ама тоа не е ново, го гледавме до сега. Така да ќе учествуваме на сите дискусии. Првата важна работа што сакам да потенцирам, да повторам, затоа што веќе со тој став го соопштивме во јавноста, е дека сметаме дека било каква промена на изборниот закон треба да биде резултат на една широка дискусија и да се донесе со консензус. Затоа што така било секогаш до сега. Така да експерти мислам дека е добро да има, мислам дека е добро да се слушнат барањата на сите политички партии, да се погледаат мислењата, да се поделат мислењата на сите партиципанти и да се донесе едно солидно решение, имајќи ги предвид сите сугестии, вклучувајќи ги на меѓународните институции. Благодарам.